Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side. Come on. Always look on the bright side of life. Секој што нудит некаква услуга или претплата, имат направено грижа за корисници. Грижа за корисници. Тоа ти се пинти со расол. Единствено што се грижит некој кој те ставил на претплата, тоест си му корисник, е да продолжиш да си му корисник, да ги плаќаш редовно сметките и многу да не мрчиш. Демек, доколку вие во прекин фиксната телефонска линија, ве молиме, повикајте го бесплатниот телефонски број и проблемот ќе биде решен. Како ќе е решен кога телефонската линија е во прекин? А на бројот за грижа за корисници за фиксен телефон не можеш да се јавиш од мобилен. Од кај да се јавам? Од кај комшијава што немаме муабет? Или постоит гулаб за корисници и кој ти имаш проблем, пушти го. И објасни ми, молим те, како ако толку многу се крижите за нашава телефонија и интернет, секогаш кој ќе се изгласат некој нов закон за контрола на квалитетот на понудите, како тогаш добивам по 30 гига интернет гратис? Така, чисто рекреативно. Баш си седевме в петокот в канцеларија и рековме да ја почастиме државава со по 30 гига. Гратис така, и од нас нешто нека бегат. Ќе ја почастиме државава со по 30 гига по глава на жител. Или кој ќе речат, со новата понуда зборувај колку сакаш. Абе, јас ќе зборувам, ама треба некој да ме чуе од другата страна. За комуникација се потребни двајца, потребно е да се воспоставит мрежа. Понекогаш се осеќам ко мобилниот оператор да ми е личен менаџер, ко да сум VIP личност, ко тој да ми одбират со кого ќе разговарам. Ало, мама, ме слушаш? Ало, чек, ало. Корисникот моментално не е достапен. Ве молиме, бирајте подоцна. И не само да бирате подоцна, туку малку и бирај со кого разговараш. Не можи со сите, јасно. Или си купиш некој апарат за домаќинство кој што коштат од прилика 2 плати. Или колку 2 пати да се позајмиш од пријател, пошто може ти да не земаш плата и тогаш споредбава не е таја. И ти викат продавачот, ич да не се секираш, производов ти е под гаранција 2 години. Значи гарантираш дека 2 години нема се расипит? Да, гарантирам. Но доколку настани некаков квар, ќе го поправиме. То не е гаранција, море. Гаранција е да си го одржиш зборот. И да не се расипит. А не ми викаш, чекај ме брат, вечер ќе дојдам. А ако не дојдам, ќе се видиме утре са бајле. И за шо, јас бадијала чекам? Или осигурајте си го животот. Деме компанијава ти гарантира дека секи е окей со животов твој. Ама, ако, сега не дај Боже, се деси нешто и рикниш, тогаш на семејството ќе го обештетиме и ќе му дајме 1 тон пари. Поентата е јас убо да си поминам на планетава, а не семејството, зато се осигурвам. Кој ќе ја местиш сателитската на балкон, нормално дека со едната рака се држиш за гелендеров. За да се лизниш, да падниш, да се здробиш и да те пишат по весници. А не, ако се лизниш и се здробиш, уживај брат, јас ќе ја доместам антенава. Се во ова е толку контрадикторно, исто како да си запишан на факултет за осигурување и кој ќе полагаш да не си сигурен во материјалот. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't
be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side. Come on. Always look on the bright side of life. Во првата декада учиш како функционира светов на базично ниво. На почетокот сваќаш дека планетава е во тврда агрегатна состојба, во најголем дел, и кога ќе дојш во ненадеен контакт со неа, не е баш многу пријатно. После сваќаш дека постои ти гравитација и со секое наредно сваќање дека таја постои, колената ти се поќе крвави и крвави. Исто така сваќаш дека шпорет не е само голема метална кутија, која е предмет на твоето љубопитство, туку и дека ако е вклучен, ти си жртва на љубопитството. И ќе го памтиш за цел живот. Во форма на лузни и изгореници од втор и не дај Боже трет степен. Исто така сваќаш дека во животов постојат чичковци и тетки кои што дизајнират маси за дневна и трпезарија, кои што пак имат еден многу незгоден елемент, така наречен ќош, кој што е појачан со стакло од озгора и е многу незгоден ако дојдеш во директен контакт со него. Втора декада, тоа е еден од најбрливите периоди во животот. Тогаш сваќаш дека во спалната од мама и од тато, тоа што испуштат неартикулирани звуци навечер во форма на самогласки, не е бувот бучав ут што санојќ седи и се джари штукнат. А тетката што работи со татко ти не му е само секретарка, туку и причина за развод со мајка ти. Веќе ти е јасно дека Дедо Мраз не постои и дека штркот на пролет не носит братче или сестриче. Единствено што мојт да донесите е птичи грип. Тогаш сваќаш дека системов ти е најголем непријател и дека возрастниве се глупи море ман, заш следат некои глупи правила. А тебе никој не те сваќат. Ме сваќаш? Ти паѓат рейтингот на школо и не можеш да се концентрираш на математика, пошто ги гледаш другарките од класот како се менват, како по маса, така и по волумен. А бога ми и релјефот се променвит од рамнина во ритско-планински, во зависност од тоа кој колку е напреден. Во оваа деценија од животот преовладуваат прашања од природа и општество. Ти се менвит гласот и се појавуваат мов и лишеи на одредени места, и тогаш веќе мораш да се позанимаваш со ориентација, кој си, кај си, шо си, кај сакаш да се движиш. Пошто ако си многу дезориентиран, ќе добиеш прекар изгубен и ќе немаш светла иднина. А верви ќе стекниш темно минато. Трета деценија, се запишуваш на факултет, што не е гаранција дека истиот ќе го завршиш. Веќе имаш некакво искуство од блиски контакти со припадници од спротивниот пол. Ако ништо друго, си добил неколку шамари и 2-3 корпи. И тоа е контакт. Е сега, за некој спротивен пол е и истиот, гледано одзади. Ако завршиш факултет, пробвиш да најдеш работа. Ако не, запишвиш уште 2-3 постдипломски, за да останиш во градот во кој што се дешават нешто. Единствено што може да ти ги променит планоите е непланирана бременост и носење на закон за забрана на абортус. Тогаш мораш да ставиш крај на научните авантури и да свртиш нова страна во животот. Четврта декада. Ако дотогаш не си станал шеф во фирмата во која што работиш или газда на мали и средни предпријатија, тогаш од сега не надевај се. Во таја декада славиш 25 години матура и таму гледаш дека некои типои што едва и завршиле средно, сега се газди на 3 кафичи, дискотека и фабрика за производство на прехранбени производи. А ти си се убил од учење и си шеф на мали и средни предпријатија. Од физички аспект, за разлика од пред 5 години, сега носиш кошула 10 броја поголема
И куќоиш на бербер, приметвиш дека берберов те шишат за исти пари, а од тебе дупло помалце коса паѓат. Петта декада. Или што би се рекло фотофиниш во бизнисот. То ти е возраст во народот позната како втор пубертет. И е исто така брлива, ако не и поќе од првиот. Ако си маж, од нигде никаде добиваш напливи да почнеш да џогираш и да се стегниш малце. Да купиш кола кабриолет или со мотор да замениш на патни светов. Нешто на што не си помислил во последните 20 години. Ако си жена, на таја возраст е прилично комплицирано. Пошто секој ден ти е ко да си во ПМС. И веројатно затоа мажов сакат да купит мотор и да заменит на патни светов. Шеста декада. Тоа е возраст кај што се враќаш од напатот со моторот. Уствари, се враќаш во реалноста. И сваќаш дека си пензионер. Најдобар другар секој ден ти е весничето под мишка. И неверојатно некако се осеќаш исполнето кој ќе дозволат да се возиш во автобус во вторник бесплатно. Не дека имаш кај да одиш конкретно во вторник, ама јако ти е. Јакото во ова декада е што се почесто не се сеќаваш зашо правеше муабет пред една секунда и уствари кои се бе овие луѓе што се стално околу тебе? Некако ко познати ти се, ама не можеш да се сетиш од каде и тоа е позитивна работа на тие години. Пошто секоја секунда запознаваш нови луѓе. Некој и по 100 пати во денот. За понатамошните декади оставаме празен простор. Кој преживеит, нека раскажит. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright